Цената на нафтата на светските берзи варира од минута во минута, но владата уверува дека граѓаните не треба да се загрижени. Тенденцијата е и во иднина Македонија да остане земја со најниски цени на горивата во регионот. Токму поради тоа будно се следи состојбата и ако треба веднаш ќе се реагира во заштита на стандардот на граѓаните, уверува премиерот Христијан Мицкоски. Граѓаните треба да бидат спокојни. Ние и понатаму ќе продолжиме да бидеме држава со најниска цена на бензините и дизел горивото, иако тоа е берзански производ, ќе повторам, не е производ кој што зависи од тоа дали е некој подобар или полош предприемач или подобар или полош политичар, туку е берзански производ, сите купуваме од исто место, но за разлика од земјите во регионот ние имаме убедливо најниски цени и таа политика ќе продолжиме да ја водиме во периодот што следи, се разбира, ќе промптно ќе реагираме ако е потребно. Паралелно, Македонија ги следи и последните одлуки на САД во однос на воведувањето дополнителни царини за над 60 на земји. Македонија не е погодена од овој нов бран на дополнително тарифирање. Мицкоски вели дека во моментов и ние, но и Србија и останатите земји во регионот имаат царини, но не се воведуваат дополнителни обврски за плаќање кон САД, како што тоа е случај со земјите од Европската унија, пред се Германија и Франција. И сега, ова е најновото, кое што беше објавено од страна на администрацијата на Соединетите Американски држави, а тоа се различни тарифи за Европа е меѓу 10 и 12,5%, тоа се 60 држави во светот, кои што повторно на оние тарифи дефинирани со Светската трговска организација ќе имат дополнителни обврски за плаќање. Не сме ние во таа група, но тоа не значи дека немаме царини, тоа не значи дека и Србија нема царини. Има и Србија, исто како што и тие држави кои што не се на тој список од 60 земји, но ние цениме дека како стратешки партнер со Соединетите Американски држави конечно можеме да соработуваме онака како што заслужуваме и како што треба да соработуваат стратешки партнери. САД во 2025 година првпат воведоа дополнителни царини за Македонија како дел од поширокиот пакет трговски мерки што опфати десетици земји. По повеќе месечни преговори од страна на македонската влада и представници на САД, дел од овие царини беа намалени, а во меѓувреме американските судови укинаа дел од мерките, оценувајќи дека не биле донесени на соодветна законска основа.